се однесуваше на правната институционалната анализа, а професорката Катерина Шапкова работеше во делот што се однесуваше на економската анализа, а секако и тимот од мрежата подрачја, така што руралните жени се оние кои што се на некој начин и најдискриминирани заради тоа што немаат пристап до овие сервиси, немаат ниту пристап до информации каде се наоѓаат овие сервиси. Се ни е потребно за да стигнеме до парите и на крај ќе ги соопштиме средствата што ни се потребни, иако веќе ги начнавме во пресуд. Значи, која беше идејата, мојата задача во ова истражување? Мојата задача беше да видиме колку средства до сега се издвоени. Јазик разберлих за секоја потенцијална жртва која што може да се јави. Во врска со финансирањето на нашите национални SOS линии, од барањата за слободен пристап до информација од јавен карактер, извештаите кои што ги консултиравме, постојат генерално два механизми како се финансира. Едниот механизам е преку програмата Зидив на среќа, која што ја организира Министерството за социјална политика, демографија и млади. И преку оваа програма проверувавме колку средства се издвоени за националното. Покажа дека дел од општините издвојуваат средства за определени организации кои што пружаат ваков тип на сервис. Средства, купниот износ на средства кои што општините го репортира, не можеме да го проверуваме дали е вистинит или не, едноставно е официјален одговор на барање за слободен пристап, е дека во 2022 биле од општинските буџети издвоени 1 милион, вкупно од сите 81 единици на локална самоуправа, вклучувајќи го и градот Скопје, во 23 година 1,7, 24 година 1,6 милиони денари, во 2025 биле планирани да се издвојат 1,4 милиони денари. Практично ќе треба износот да се скоро тројно да се зголеми, со тоа што ќе треба да се гарантира квалитетот на оваа услуга, дека оваа услуга не смее да не работи. Број на жртви и придадена цена на чинење на овие психотерапевски услуги, пресметавме дека за вкупниот трошок за кризните центри за целување би изнесувал 2,9 милиони денари во 2027, односно околу 47.000 евра. За број на обиди на засилување и силувања се исклучително ниски и не ја представуваат реалноста во државата.